25 години македонски пасош. Во студиото на телевизија Нова е колешката Бојана Димитриевска, со која ќе разговараме за тоа во колку земји сега можеме да патуваме со македонскиот пасош. Но Бојана, изгледот на пасошот се менуваше низ текот на годините. Така, Анита, не само изгледот и дизајнот на пасошот се менуваше и содржината на македонскиот пасош. Првите пасоши биле издадени токму во 1991 година. Со сребрена, биле сини со напис со сребрена боја, без македонскиот државен грб. Втората генерација на македонски пасош имала златен напис на корицата, а третата генерација го содржала и грбот на државата. Првите три генерации имале напишано само Република Македонија и соодветниот превод на англиски јазик, а најновите пасоши од четвртата генерација ја промениле својата боја во црвена, тоа се оние пасоши кои сега ги користиме, а исто така е додаден и францускиот превод на официјалното име на Републиката. Податоците за прв пат во земјата почнаа да се внесуваат со лазерско гравирање на поликарбоната страница која има видливи и невидливи елементи. Лазерското гравирање не дозволува менување на фотографијата и вметнување на нови податоци. Новите пасоши содржат биометриски чип во кој се внесуваат податоците. Синиот пасош се користеше до 27 февруари 2012 година, веќе од 28 февруари истата година почнува да се користи овој црвен пасош. Сега предлагам тука да ги погледнеме и графичките прегледи кои ги подготвивме. Според традиционалната ранг листа на американската консултатска фирма Henley Partners, доколку е подготвен графичкиот приказ, може да го видиме. Според визните ограничувања на секоја држава посебно, македонскиот пасош е на 46-то место од рангирани 199 држави. Имам уште еден графички приказ на кој се гледа на во колку земји може да се патува со македонскиот пасош. Со македонски пасош без виза може да се патува во 107 земји. Можеме да патуваме без виза во речиси сите земји членки на Европската Унија, освен во Велика Британија, Ирска, Исланд, Норвешка и Швајцарија, за таму ни е потребна виза. А исто така ни се потребни визи и за Канада и за Соединетите Американски држави. 4 генерации, Анита, на македонски пасоши, последната четврта сина, каде што има вграден чип и таму се внесуваат нашите податоци, сликата не може да се менува. Овие пасоши ретко кои земји ги имаат во светот, мислам дека се навистина многу квалитетни и од она што додека истражував на оваа тема и од коментарите што ги гледав и коментарите кои, односно изјавите кои ги давале надлежните во периодот кога се ваде овие пасоши, се дека на Македонија има навистина квалитетен пасош и тешко многу можеш да го фалсификуваш овој пасош. Признание имаме и од меѓународната заедница, затоа и говори фактот како што каже и ти во ова твое излагање дека речиси во сите земји во светот, освен во неколку, Македонија патува буквално без визи и слободно со македонскиот пасош. Ти благодарам, Бојана, за овие комплетни информации што беше во студиото во вестите на телевизија Нова. Ние одиме понатаму со се уште содржина тема 8 септември, денот на независноста. Слободна, суверена и самостојна Македонија.